Гевгеличани кажаа не на рудниците за злато. Дали по ваквиот исход на референдумот за отворање на рудник со злато во Гевгелија, владата треба да стави мораториум на сите концесии за рудници во југоисточниот претежно земјоделски регион од земјава. Ова се дилемите кои топ тема на ваша страна ги отвори на социјалните мрежи, откако вчера гевгеличани спратија недвосмислена порака дека чиста животна средина им е поважна од профитот. Гевгеличанката Благица Трајкова Маринов на нашиот Facebook профил напиша дека вчера гласала одлучно и без размислување со не на рудниците за злато, додавајќи дека за вакви и слични ситуации нема дилема дека луѓето сами ќе се бидат влада. Кира Кајтозов исто така апсолутно против и вели дека ниеден економски бенефит не оправдува еколошката катастрофа која би настанала при евентуално отворање на рудник за злато од таков тип. Според Ристо Божинов, отворањето рудници не е економски спас за регионот, бидејќи профитот оди речиси целосно кај инвеститорот, туку представуваат директна опасност за луѓето, целата флора и фауна и обработливото земјиште. Кога се зборува за спас, Нини Ѓорѓиевски напиша дека рудниците се спас за странските фирми кои ќе го испумпаат профитот, а за луѓето таму ќе остане некоја плата и гратис загадување. Трајанка Горѓе Коцева пак е настав дека Гевгелија е град со најмал процент на невработеност и оти нема потреба од работни места во рударството. Твитерџијата Емти Персона пак напиша дека гевгеличани одбраа живот и чиста животна средина. Сите вакви сериозни инвестиции во светот се подпираат врз концептот одржлив развој и студии за влијанието на рудникот врз животната средина и ризик фактори, е ставот на Сашо Трајковски. Зоран Јовановски пак смета дека не е битен ставот на стручната јавност, надлежните институции или финансискиот бенефит на државата и општината или било која друга околност, туку битна е само одлуката на граѓаните, па дури и ако станува збор само за неоправдан или претеран страв. На социјалните мрежи беа споделени и ставови за тоа дека референдум треба да биде задолжителен пред било која слична концесија. Беќаровски Нико смета дека треба да се стави мораториум на концесиите на цела територија и оти за националното богатство може да одлучува единствено сопственикот, а тоа се граѓаните на Република Македонија. Според Мирослав Драганов, пак ако има такви случаи на дадени концесии на поголем дел од територијата на земјава, може да се размислува и за собирање на 150.000 потписи за распишување референдум на државно ниво. За Бојан Петровски, концесиите на националните природни богатства се долгорочна штета за државата и доколку се исплатливи, државата треба да ги експлоатира потенцијалните богатства, а не тоа да го прават приватни компании. На нашиот Facebook профил освен коментари беа споделени и видеа за процесот на ископ на злато. Златко Трајков го споделува видеото, при тоа напиша дека екстракцијата на злато се врши со помош на цијанид, што представува хемиски геноцид врз населението доколку постои таков рудник. Полураспадот на цијанидот е скоро 2000 години, што значи во радиус од 100 километри ќе нема живот за ништо со векови, напиша Трајков. Откако јавноста го слушна гласот на граѓаните на Гевгелија за рудникот, кој беше гласен и јасен, на потек се властите да покажат дали тие го слушна и дали ќе го уважат или бизнис интересите се пред се.